Денеска Советот на општина Прилеп донесе одлука за формирање на ново јавно предпријатие, кој што ќе има обврска, односно дејност во енергетиката, односно Енерго Прилеп. Тоа ќе се занимава со дејност за да го подготви целокупниот терен за имплементација на гасоводот на територијата на општина Прилеп. Знаете дека тоа е едно од предизборните ветувања кои што ние како владеачка партија го дадовме пред граѓаните на општина Прилеп и ги правиме сите подготовки кои што се однесуваат во тој правец, а тоа е да ги извршиме сите подготовки, физибилити студија, испитувања и да го подготвиме теренот се со една цел да бидеме подготвени за имплементација на гасоводот на подрачјето на општина Прилеп. Знаете дека гасот е природен енергенс кој што е поевтин за разлика од другите енергенси и сите заеднички се стремиме ние поготово како владеачка партија што побрзо да го имплементираме гасификацијата на подрачјето на општина Прилеп. Таа е надлежноста на ова јавно предпријатие кој што има обврска во наредниот период максимално да се организира, да се подготви. Знаете дека постапката за формирање на јавно предпријатие е подолга. Ќе имаме обврска ние во период кој што престои понатаму да го утврдиме статутот, да утврдиме точната дејност на ова јавно предпријатие, да се изберат управни органи кои што ќе раководат со ова предпријатие, се со на цел да бидеме максимално подготвени како општина Прилеп за имплементацијата на подрачјето на општина Прилеп, имплементација на гасификацијата на подрачјето на општина Прилеп. Нов директор нема, има лице кое што ќе ги води постапката до формирање на ново јавно предпријатие за гасификација на Прилеп. Оврската нова предпријатие ќе има во најголем дел од врската ќе биде тоа да го подготви теренот за реализација на гасификацијата. Од негова страна, од лицето како предлагач, од лицето кој што беше представник на ова јавно предпријатие, беше укажано дека има голем број на недоследности на претходната изработена физибилити студија и со реалната структура и реалната поставеност на терен во делот на протокот на гасификацијата, во делот на пумпите, каде би била станицата, процентот на притисокот кој што требало да го има гасот на целокупна територија на градот, така да ова е една сериозна активност која што треба да ја превземе ова предпријатие, се со една цел пред да дојде процесот на реализација, ние треба да го подготвиме целокупниот терен за реализација на гасификацијата, например. Тоа подразбира урбанистичко средување со секторот на урбанизам во локалната самоуправа, со подготовка и комуникација со голем број на јавни предпријатија, голем број на приватни акционерски друштва кои што знаете она подземниот катастар кој што треба да се прави, значи сите обврски ќе ги има тоа јавно предпријатие да изврши подготовка и да бидеме максимално спремни за да овој процес што побрзо да го реализираме, за да имаме побрз ефект од тоа што значи гасификација на Прилеп. Знаете, тоа е процес од неколку фази, прва, втора и трета фаза. Први ќе бидат офатени објектите кои што се во надлежност на локална самоуправа, големите потрошувачи на енергенски кои што се на ниво на државна, во државна собственост, училиштата и така натаму, се со една цел што побрзо процесот да го реализираме и да бидеме ние како општина Прилеп подготвени во тоа што значи целокупна гасификација на подрачјето на општина Прилеп. За колку години тоа ќе биде? Значи тоа ќе ви кажат експертите. Значи процесот знаете дека тоа е веќе кракот. Мислам дека стигнат во близина на Прилеп. Значи тоа е Совет не знаете ви 1, 2, 3, 5 години колку време има? Не може никој да ви каже таа работа. Значи тоа е процес кој што го води владата на Република Македонија, тоа е процес кој што ние да бидеме реални, треба сите подготовки да ги направиме за да можеме како одговорна локална самоуправа, како општина Прилеп да извршиме подготовка за реализација на гасификацијата на територијата на општина Прилеп. Затоа тоа предпријатие е формирано за да ги изврши сите подготовки, а потоа да е основана дејност која што ќе биде пропишана во статутот, а тоа е да изврши распределба, пренос на газ и така натаму. Денеска Советот на општина Прилеп донесе одлука за измена на распоредот на буџетските средства. Знаете дека подрачјето на општина Прилеп во јуни беше зафатено со едно сериозно невреме, каде што граѓаните во областите кои што беше ова невреме претрпеа сериозна штета и ние како одговорна локална самоуправа заедно со градоначалникот презедовме обврска дека во рамките на можностите на буџетот на општина Прилеп ќе одвоиме средства се со цел да убlažиме штетата која што ја претрпеа овие граѓани со ова невреме кое што беше во јуни месец. Од страна на буџетот на општина Прилеп се одделени 6 милиони денари. Јас како претседател на Совет на општина Прилеп ги задолжив комисијата за
финансирани и буџети и комисијата за елементарни непогоди во најбрз временски период да утврдат начинот на распределба на овие средства. Знаете дека Советот, локалната самоуправа не се надлежни да извршат обештетување на овие граѓани зафатени со најразлични елементарни непогоди, но сепак на добра волја на Советот на општина Прилеп денеска се донесе одлука на кој што му го ветивме на граѓаните, тоа го исполнивме во рамките на можностите на буџетот на општина Прилеп се одвоја 6 милиони денари, се со на цел да ублажиме во рамките на нашите можности штетата која што им се беше нанесена на овие граѓани на нивните земјоделски култури. Дополнителна надлежност има второстепената владина комисија. Знаете дека ние ги изготвивме сите потребни документација и елаборати. Тоа е доставено до второстепената владина комисија и тие во најбрз временски период ќе извршат ќе извршат обештетување на овие граѓани. Знаете дека владата на Република Македонија преку второстепената комисија има обврска да изврши обештетување на сите жители, односно граѓани кои што имаат претрпена штета со вакви елементарни непогоди. Денеска Советот на општина Прилеп одвои средства од буџетот, изврши пренамена, одвои 1.200.000 денари за помагање на ракометниот клуб Прилеп од Прилеп.